Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Во студиово имам две дами кои ни доаѓаат од Скопје и тоа доаѓаат во Струмица со повод. Кој е поводот, за што станува збор, ќе дознаеме токму од нив. Станува збор, најпрво да ги представам, Сара Каевич, представник на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, така, и Джевахире Пруси Зајази, представник на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Мои дами, добар ден, добре дојдовте во нашево студио. Добар ден. Реков, со повод сте во Струмица, иако многумина од нашава земја доаѓаат во Струмица без повод. Едноставно убаво да си поминат. Кај вас случајов не е таков, така? Така е. Ние сме денес со повод, многу интересен, за кој што гледачите ќе слушнат малку подоцна. Меѓутоа мораме да кажеме и на почетокот дека и ние често доаѓаме во рамки на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Зошто е тоа така? Проектот го спроведува Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Министерството за образование и наука, како и другите клучни институции од областа на образованието, и соработува со сите општини и со сите основни и средни училишта во државата. Така. Станува збор за 5-годишен проект кој што започна да се спроведува во 2017 година и токму општина Струмица беше една од првите општини кои што се вклучија во проектот. Така. Проектот работи на неколку цели истовремено. Меѓутоа, вака сумарно би можело да се каже дека тоа што се работи е да се овозможи на младите од различни етнички заедници да имаат пред се простор за меѓусебен позитивен контакт, подобро запознавање меѓусебно, дружење, стакнување пријателство и слично, со што на некој начин се намалуваат оние предрасуди и стереотипи кои што можеби ги имаат, можеби и ги немаат, се надеваме дека ги немаат младите. И истовремено да се зајакнат и нивните граѓански, демократски вештини однесувања, значи да научат младите за нивните права како млади граѓани, меѓутоа да се свесни за своите одговорности кои што ги имаат во заедницата. И како еден стимул за сето ова, во рамки на проектот исто така се работи на реновирање на училишта, односно на подобрување на условите и за работа и за престој на учениците и наставниците, со поддршка од Европската команда на САД. Така. Велите, се надевам дека младите немаат предрасуди. Што велат досегашните ваши искуства? Овој проект е всушност на некој начин дел од еден посеопфатен процес кој што трае веќе подолго време. Пред да почне спроведувањето на овој проект, Македонскиот центар за граѓанско образование исто така спроведуваше проект на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието, почнувајќи од 2011 година па до некаде 2017 година. Би можеле да кажеме дека на почетокот ситуацијата навистина беше со предизвици. Меѓутоа, во соработка со клучните образовни институции се започна еден процес кој што ќе трае подолго време, во кој што она што се увидува како проблем, значи гледаме како може да се надмине и како може да се подобри таа ситуација. Кога почнуваше да се спроведува и тој проект, неретко добивавме прашања зошто соработувате со сите основни, зошто соработувате со сите средни училишта од цела држава, не секаде постои етнички мешана заедница. Меѓутоа, одговорот на тоа прашање е секогаш дека младите кои што имаат предрасуди и стереотипи, според сите истражувања се покажува дека тоа е најчесто заради недостаток од контакт, заради непознавање и слично. Меѓутоа, кога младите што имаат заеднички интереси, без оглед на тоа од која етничка заедница доаѓаат или на кој наставен јазик учат, кога младите ќе ги донесете, знаете како во една иста просторија за нешто што сите ги интересира и за нешто што сите сакаат да го прават, без оглед дали станува збор за спорт, за музика, за уметност, тие веднаш наоѓаат заеднички јазик и многу брзо паѓаат тие бариери. Така. На крајот на краиштата сите сме луѓе, нели? Основата на сите нас е тоа. Јас секогаш имам проблем кога во студиово ми гостува од некоја дама, некоја госпоја која има две презимиња, со кое презиме да ја се обреќа? Ќе ви помогнете? Би било пожелно со двете, меѓутоа тогаш ќе почнете со првото. Значи вака, господја Пруси Зајази, така? Може. Господја Пруси Зајази, ајде малку за јавниот настан во рамките на овој проект што се случува во Струмица.
Значи Сара веќе напомена тоа што го правиме нели во проектот заедно со училиштата, затоа што крајните корисници и тоа што сакаме да го постигнеме се нашите млади луѓе во рамките на образованието, а училиштата се местата каде што се развиваат и се негуваат најубавите вредности за човекот. Така да во Струмица, значи долги години работиме, не само во Струмица, нели спомнавме низ цела Македонија и секогаш е убаво да се дојде затоа што училиштата и учениците и младите се секогаш расположени и прифаќаат секакви видови на активности кои што се за нив. Тука во Никола Карев, значи по повод и славењето на меѓународниот ден на мирот на 21 кој што глобално значи се слави 21 септември, значи учениците преземат повеќе иницијативи и целта значи во овој процес на меѓуетничка интеграција е да ги учиме во оваа фаза младите да преземаат сами иницијативи и да го прават тоа што они сакаат да го прават, а не например училиштата или ние од други организации да ги учиме како тоа да го прават, туку по самиот интерес да бидат вклучени. Тоа што во Никола Карев учениците заедно со поддршката на нивните соученици од Јане Сандански средното училиште, значи они се трудат да помагат повеќе на заедницата, да речеме во самото училиште бојадисување на бетонските огради околу скалите. Потоа еден ѕид што е во училиштето каде што се пишуваат пораки за мирот, пораки кои што произлегуваат од самите ученици. Има еден бункер во самото училиште кој што постои од Втора светска војна. Оставштина некаква, да? Така што беше одлична прилика тука да се напишат пораките, да се стават пораките кои што ги негуваат и ги промовираат ваквите вредности во нашето општество со поддршка нормално на училиштето, бидејќи е стручно училиште и има одлична идеја на да подготват, да сошијат постелнини за децата во педиатрија, што е одлична можност да ги израдуваме и тие деца. Тоа во Струмичкиот медицински центар, така да. Нели со логото на училиштето, бидејќи има таква струка во самото училиште и општината со разубавување на некои делови околу полигонот и делот кај што е во училиштето со садници, цвеќиња, со цел да се разубави тоа, кога има заеднички напори од сите страни, навистина е одлично и така и се негуваат и вредностите, меѓутоа и учениците и младите се среќни бидејќи придонесуваат на некој начин за нивната заедница, за просторот каде што они и учат и се дружат и така натаму. Интересно тоа што наставно се случува во Никола Карев, а учествуваат и ученици од Јане Сандански, но ако не се лажам претходниот пат беше обратно, така? Да. Значи во мај ние имавме ваква иницијатива, младинска иницијатива и се случуваше во рамките на средното училиште Јане Сандански и тука учениците од средното училиште Никола Карев беа вклучени во таа младинска акција со тоа што претходно сакам да напоменам дека младите поминуваат низ неколку фази заедно со нашата партнер организација Младински образовен форум, поминуваат неколку фази на дефинирање, преку дискусија на дефинирање какви младински акции, какви иницијативи они сакаат да преземат со цел во секој дел од, да речеме, градот, во рамките на училиштето, они би сакале да направат некоја промена. Може ли малку повеќе да ни кажете за младинските волонтерски акции подржани од проектот на USAID? Да. Значи, Сара спомна дека процесот за меѓуетничка интеграција го започнавме и со претходната програма, проектот во рамките на Македонски центар за граѓанско образование и, значи, во целиот процес
битен е процесот на меѓуетничка кохезија меѓу младите. Меѓутоа, сватевме дека активностите што училиштата активно ги спроведуваат во рамките на училиштата, треба да се повеќе во насока на вакви младински иницијативи. Неслучајно спомнав малку порано дека треба да им дадеме простор на младите, они да одлучуваат за како вид на активности сакат да спроведуваат во рамките на училиштата. Општина Струмица ни е еден одличен пример како и самите училишта спроведуваат, меѓутоа како и општината ги поддржува училиштата, што е еден главен дел како понатаму овој процес да биде успешен и да биде одржлив понатаму. И општина Струмица е еден одличен пример, бидејќи веќе и во минатото има развиена стратегија, општинска стратегија за меѓуетничка интеграција и за младински политики, така да тука поврзувањето на општината и поддршката на општината спрема училиштата е многу важна. И затоа спомнав дека и општината во овие младински акции е доста вклучена. И училиштата, и општината, и ние нормално како граѓански сектор за поддршка и фацилитација на вакви процеси, само така може да биде успешно. На кој начин општина Струмица помага при еден ваков проект? Освен, велите, самостојно има своја стратегија за поддршка на меѓуетничка интеграција. Значи, во овој случај, преку општината, спомнав, се обезбедуваат садници, разубавување, се вклучува, значи, институциите локални кои што тоа го прават, меѓутоа истовремено во буџетот на општината се алоцираат средства, ако не се лажам, мислам дека е сумата околу 15.000 по училиште, што училиштата тука во секое време со било какви активности, идеја на младите, може да се обратат до општината и ги, може би е прилика да ги охрабруваме и понатаму наставниците и учениците да знаат дека општината е секогаш отворена за вакви иницијативи и има можности за поддршка на вакви заеднички ученички активности. Улогата на USAID, која е во вакви и слични проекти? USAID спроведува голем број на проекти од различни области. Овој проект конкретно се однесува на областа од образованието, како и социјалната кохезија. Во случајот USAID како донатор, тоа што се обидува да го направи е да фасилитира еден процес кој што реално би требало да произлезе од самите млади на кои што се однесува овој проект и да биде поддржан од институциите. Затоа што факт е дека проектите имаат датум на почеток, меѓутоа имаат и датум на крај на проектот. Меѓутоа, она што USAID се обидува да го направи како донатор во оваа ситуација, да се обезбедат услови дека дури и по формалното завршување на проектот, некои процеси ќе продолжат. Не случајно, Джефки веќе спомна дека општина Струмица е добар пример за тоа, затоа што општина Струмица веќе и само иницијативно поддржува вакви иницијативи кои што произлегуваат од учениците, вклучени се и не само во проекти на USAID, туку и во многу различни проекти и ние сме горди кога ќе видиме дека тоа што го помагаме, понатаму има кој да го продолжи и во смисла на постоење на капацитети, значи човечки ресурси секакви, меѓутоа нормално и финансиски. Еве како пример исто би додале во рамки на проектот, бидејќи се реновираат и училишта, токму минатата учебна година се реновираат 2 училишта во општина Струмица, меѓутоа и општината учествуваше, значи со свој придонес во самото тоа, со што ќе се зголемат можностите за понатаму да сме сите среќни во однос на одржувањето на училиштата, значи бидејќи не е доволно само нешто да се подобри, туку тоа понатака треба и да се одржува за да биде добро за сите корисници. Веќе спомна, значи колешката дека спроведуваме вакви иницијативи скоро низ целата држава. Имавме и многу интересен пример во еден друг град, каде што младите решија дека сакаат да направат нешто убаво за еден парк, во кој што тие поминуваат голем дел од своето време, кој што не беше во толку добра состојба. Претходно општината неколку пати го имаше реновирано тој парк, меѓутоа секогаш се појавуваа некои предизвици понатаму. Кога младите беа тие што решија дека тие сакаат да го поправат паркот, кога тие се обратија до општината и општината им помогна, еве веќе скоро можеби подолг период тоа е одржувано, бидејќи тие придонеле, а општината го поддржала. Така да сумарно би кажала дека
нели USAID е овдека повеќе како фасилитатор на овие процеси, меѓутоа моќта за промени е сепак во рацете на крајните корисници. Со многу жар, со многу љубов ми зборувате, тоа значи дека се внесувате целите во еден ваков проект. Морам да признам, јас денес слушнав многу пофални зборови за вас двете од господинот Зоран Узунов од општина Струмица. Вели соработката е одлична и продолжуваме понатаму. Вие сакате да додадете нешто? Јас сакам само да надополнам тоа што Сара го спомна, или улогата на USAID во целиот процес. Значи, Сара на почетокот спомна дека целиот процес го водиме со институциите, значи Министерството за образование и наука и клучните образовни институции. Токму, чисто за гледачите како информација, Министерството ја има водечката улога во целиот процес, затоа што постои совет, комисија, работна група е во рамките на Министерството, што членуваат, значи членови и од другите клучни образовни институции, и со својот годишен план таа работна група, тој совет, значи ги помага овие процеси и спроведува активности за целиот процес во рамките на општеството. Тоа значи дека еве на пример и во Министерството, значи по неколку години се воведе еднаш годишно објавуваат повик за аплицирање за сите основни и средни училишта, каде што училиштата и преку Министерството добиваат фондови за поддршка на вакви заеднички ученички активности. Така да целиот процес е веќе институционализиран, што за нас е многу важно, како што напомена Сара, не дека еден проект дошол нешто понудел, туку процесот е во рацете на институциите, на општините, на училиштата и што е најважно на младите да понатаму продолжат и да ги негуваат ваквите вредности. Господи Кајевич, рековте дека општина Струмица е позитивен пример за вклученоста во вакви слични проекти. Спомнавте еден убав пример од друг град. Констатиравме на самиот почеток дека овој проект се реализира во скоро сите градови во нашава земја. Какви се искуствата, колку сте задоволни од реализацијата на истиот? Проектот се реализира во сите основни и средни училишта и постојат неколку различни начини на кои што работи проектот. Да речеме во училиштата кои што се повеќе јазични, проектот поддржува заеднички секции во кои што учествуваат ученици кои што учат на различни наставни јазици. Во училиштата кои што се еднојазични од друга страна, проектот поддржува воспоставување на партнерства помеѓу еднојазично училиште и друго училиште во кое што наставата се одвива на различен наставен јазик, за да постои да постои можност за интеракција меѓу младите од различни етнички заедници. Досегашните истражувања покажуваат дека младите се задоволни од начинот на кој што се спроведуваат ваквите активности и секогаш бараат што е следно. Заврши денешниот настан, заврши иницијативата, што ќе правиме следно. Од друга страна, исто така и истражувањата кои што се однесуваат на институциите покажуваат дека постои расположеност и простор за соработка, меѓутоа во секој случај не би рекле дека ситуацијата е идеална. Простор за работа постои се уште, токму затоа и во претстојниот период наодите кои што ги имаме од истражувањата, ќе ги презентираме пред сите партнери кои што се вклучени во проектот, значи и Министерството, и Бирото за развој на образованието, и сите останати клучни институции, со цел да добиеме и повратна информација, сугестии, забелешки од нив, кои што ќе ни помогнат да го подигнеме квалитетот на активностите на повисоко ниво. Иако има задоволителни резултати, сепак сметаме дека може да се работи и понатака и би сакале да се работи и понатака. Да, но чинам дека не е важно да констатираме само дека младите се задоволни од она што го правите, од ова што се реализира. Каков е фидбекот и за, да кажеме, во едно училиште во кој учат македонци и турци? Примерот е овде во Никола Каров. Каков е фидбекот? Дали има некаква кохезија меѓу младите кога после некаков ваков проект? Значи, токму е тоа, колку што има повеќе активности заеднички, дали во рамки на секција, дали меѓу партнерствата, таа кохезија се зајакнува. Значи,
тоа е целта да имаме што е можно повеќе активности и училиштата и во нивните годишни планови кои што ги праќат нели на одобрување до општината, планираат што е можно повеќе такви активности. И ние, значи, ги поддржуваме, Министерството, самите училишта, тоа веќе нели законски, сега и во Законот за основно образование, што е донесен сега во август, веќе значи планира во тој закон стои дека училиштата мора, значи треба да спроведуваат со цел да ја зајакнеме кохезијата. Колку што имаме повеќе контакти и активности, кохезијата е многу подобра, толку повеќе се познаваме и толку повеќе се разбираме, толку повеќе е дека кај учениците апсолутно, значи кога се во една просторија, за нив не е важно на која етничка заедница припаѓаат. Они значи се фокусираат на интересот, на заедничкиот интерес, тоа што ги прави среќни тоа да го прават и на крај на денот тоа нели е најбитно и најважно. И мислам дека на тој начин ние сме постигнале целта. Ајде да привршуваме со разговорот. Господи Кајевиќ, кои се следните активности кои престојат во рамките на овој проект? Покрај тоа што ќе продолжат да се спроведуваат работите за кои што веќе говоревме, во рамки на проектот ќе им се помага и на училиштата да можат полесно да ги спроведуваат значи активностите за граѓанско образование, бидејќи проектот го поддржа процесот кој што исто така беше институционален на реформирање на граѓанското образование. Покрај, да кажам, теоретското знаење кое што ќе го стекнат учениците, проектот ќе работи на давање на поддршка за да може тоа што го научиле да го спроведат и во пракса. Така. И на некој начин со оваа работа дополнително би се направила една, како да кажам, кохерентна целина во која што младите денеска што се ученици без оглед дали во основно или средно училиште, утре ден ќе бидат значи активни граѓани во ова општество кои што ќе придонесуваат за целата заедница и кои што ќе нагуваат позитивни демократски и меѓукултурни вредности. Добро, со завршувањето на овој проект, претпоставувам крајот на еден проект е почеток на некој следен. Јас се надевам дека ќе бидете вклучени во некаков следен ваков сличен проект и дека ќе биде тоа повод повторно да се видиме овде во студиово и вака убаво да си помува бетим. Ви благодарам за разговорот. Ви благодариме и на вас.